највеле назад во студиото, ние веќе расположени и насмејани, а се уште не сме започнали со главните теми, Роберт. Замисли колку смеење ќе има кога ќе почнеме со прашањата и темите. Да, посебно Веќе нема да вметнеме политика во овој дел, може? Посебно колку често ги миевме забите, така има сигурно. Да, и дали користиме конец, дали децата имаат навика да го прават тоа, дали повозрастните и така натаму. За таа тема, но и за многу други теми, денеска ќе зборуваме со една од гостинките, доктор Ана Трајковска, која што е стоматолог. Доктор Ана за прв пат во Канал 5, ако не се лажам, за прв пат и на телевизија воопшто. На телевизија, да. Малку трема позитивна. Да. Ама тоа е добро. Повеќе, може би, ама воопшто да не се грижите, со мене и со Роберт и со нашите гости сте во сигурни раце и супер ќе си поминеме, а може ќе поделиме некои совети ако има другите гости некаква мака, не дај Боже, и да можеби ќе си најдат тука и стоматолог кој што ќе им помогне. Ви благодариме што прифативте поканата, веднаш до вас Александар Тарабунов, наш многу добро познат пејач и композитор, кој што пред една недела, две, така нешто, не знам дали има се уште недела, мислам може да нема недела. Така, се извади, како што велиме ние, нова композиција или нова песна и еве го, кај нас во Утринск. Како си, Александар? Секогаш, мислам, нон-стоп ве гледам и се договараме одамна да бидам гостин кај вас и се некако држ не да е, али еве сега. Добро, ти си кажа, сакам да има повод кога ќе излезе новата песна, што беше фер. И мислам така дека треба на телевизија да излезеш кога имаш нешто во твојата струка. Мислам сега да излагам, да зборам. Не се секи ќе ти најдеме теми. Може, да. Мене ми нуделе и да ми се увалят, дај, не знам, готвиш, дај да правиш некои емисии за готвење. Така да. Кажи готвам, ама боле да не готвам или не. Се шегувам. Драго ни е што денеска си тука со нас. И веднаш до тебе Милева Велкова. А кога размислував како да ве најавам, си велам, можам 10 реченици, ама може па и не е потребно. Милева Велкова, една и единствена, добро позната на цела македонска јавност, наша поранешна ракометна репрезентативка, сега тренер, професор. Јас се чувствувам како да ве знам, бидејќи кога нижевте успеси, буквално и јас и многу други генерации растеа со вас, како ваша публика, како ваши навивачи, и навистина ми е многу драго што имам чест вака и да ве имаме денеска во студија. И мене ми е драго што сум во студио, мада на работа ми е опште хаос да се уписи. Колешките викаат кај да најде Милена денеска, викам ести. Така се погоди. Така се погоди. Драго ми е што сум во емисија. За разлика од Александар, ја готвам, по мене се гледа, бефика и драгче. Добро. Така да. Сакам да поздравам цело македонска јавност, вашите гледачи и сите во студио. Така, ви благодариме многу што одвоивте време да дојдете. Знам дека навистина е гужва овој период кога станува збор кај вас на работа, но ите честа е наша да одвоите време и да дојдете тука и да бидете заедно со нашите гледачи кои што ги има во огромен број. Секогаш ќе најде време за вас. Така, и навистина го цениме тоа. Јас и Роберт сакаме спорт, тој посебно фудбал, ракомет, исто знам дека многу следи, така што јас се сеќавам на 2002, иако бев помала, Роберт малку повозрастен, сигурно ќе има некои дополнителни прашања кога станува збор за таа европска. Свежи се сеќавања, многу години поминава, пак се многу свежи. Убавите работи не се заборават како таа. Да. 2002 европски шампиони. Баш вчера со Роберт кога ја подготвувавме денешната емисија, нели имавме фотографии од вас, па и нешто на интернет гледавме, се потсетувавме на некои видеа. Солзи ни навираа кога гледавме како народот буквално од своите домови по улиците се собираше за да дојде на плоштад да ве пречека. Како се сеќавате вие? Кој нешто не може да биде во сала. Да. Па, ние не се сеќавам нешто многу од тој ден, пошто ние бевме горе на водно, се спремавме, кога се спуштавме надолу, више ја гледавме таа река од луѓето што одеа на Кајкале и кога дојдовме пред самото Кале, у шок бевме, мислам, немаше прво место кај да се помине, а нели да поминеме ние со автобус. Натре крцато, жешко. Да. Народ околу викаат, некои не може да влезат. Имат луѓе што имат купено билети, а не успеа да влезат во Кале. Да, се страшно беше. Али после тога више ничега не се сеќаваме, мислам
селазак нели на терен, само утакмица, цела таа еуфорија, дури сега кога гледаме на плошта, значи ние не бевме свесни, искрено ви кажем, први неколку дена што се случувало. Одевме надпревари, излегувавме нели народ, плошта, свето, ама не бевме уште свесни што се уствари случило, што направивме ние. Тек покасно малце кога стигна емоции, свативме дека стававме европски шампион. Така, Александар, доктор Ана, се сеќавате вие на тие моменти, сигурно? Да, иако бевме помали, навистина беше еуфорично и прекрасно доживување. Така. Тогаш и мислам дека луѓето поинако ги доживува сите победи, сите, не знам, работи за спорт, за музика, така да повозбудливо следевме и, не знам, и за музика, и за спорт. Да. Мислам дека беше некако поголема радоста. Па немаше некој клубски успех претходно со некој клуб од осамостојањето на Македонија, мислам дека немаше некој кој што Пелистер имаше што играше нешто еврокупови, али ние бевме први клуб кој отиде толико. и освои европска титула. Да. Ајде да го погледнеме тогаш видеото веќе кога започнавме со таа тема, да се потсетиме на таа атмосфера, па ќе продолжиме понатаму. Времето само тука како да стои. Кога игра кометал се рушат планини и силен оган гори од наши молитви. Шампионе, ајде победи. Кометал шампионе, играј ти за нас. Кометал шампионе, в срце те носам јас. Кометал шампионе, сакаме победа. Тебе знај, те бодри цела Македонија. Срце во наши гради бие, за ова парче земја играјте вие за победа, ако треба и ке се гине. Колку убаво. Да. Што си рековте, вака, што си велите кога ги гледате овие слики, видеа, ќе видиме подоцни фотографии? Знаете како, секој пат што кога се најажам, затоа што тоа многу се убави спомени, затоа што остваривме оно за што мечтаевме со години. Значи ние за таа титула не се спремавме еден ден, со години се спремавме. Да. Пошто ние 2000 игравме прво финале со Хипо, за жал со тоа случка што се случи да еден гледач удри нихов спонзор, ние бевме казнети годину дана, немавме право да се такмичиме и после година дана имавме толку голема желба баш за таа неправда што ни се случи, а бевме сите више зрели играчи, знаевме што сакаме, имавме хемија, имавме добар стручни став, имавме добра управа кон нас, господин Трифун со своја фамилија не поддржуваше во секој момент, бевме една фамилија. Да. И благодарение на свето успеавме да го оствариме тој нашиот сон. Така да, навистина беше така и тоа публиката го чувствуваше. Ќе се навратиме пак и на тие моменти, но и на оно што сега го правите, но сега ќе се префрлам на една сосема поинаква тема, грижата на зъбите. Роберт што кажа да видиме кој колку мие зъби, често, еднаш, два пати, три пати. Како треба да изгледа таа грижа за оралното здравје, доктор Ана? Уште од најмали нозе. Уште од најмали нозе потребно е нели да се обрне внимание на зъбите, уште од никнување на првиот зъб. Значи кај детето треба самите родители да ја створат таа навика за грижа на зъбите. Обично ние како стоматолози препорачуваме четкање барем 2 пати во текот на денот, сабајле и навечер. Убаво би било и после секој оброк, меѓутоа не секој, нели може да го прави тоа. Меѓу другото, посета на стоматолог 2 пати годишно, значи на 6 месеци.
со тоа што на самата посета правиме визуелен преглед, чистење и најдобро би било сето тоа да се заврши со една рентген снимка, за да имаме комплетна визуализација на состојбата во устната празнина кај една индивидуа. Така да си има една слика што и како се случува, нели? Ако Ред да си има, да. Треба да се поправи некој запит, така натаму. Александар, се плашиш од забар? Малце, не знам, ми е така, ќе биде многу чудно што ова ќе го кажам. И го кажам на сите мои, мислам, сите што ги познавам, кога ќе ми рече имам болка во забот. Јас не сум бил во живот на забот. Сам не си бил ако си имал болка или воопшто не си бил да ги пробаш? Воопшто не сум бил на забар, само пред некои 4-5 години бев. Доктора на преглед, Да, е слободен термин. Немам буквално никаков проблем со забите. Тоа не знам, пред 4-5 години бев само на проверка и ми рекоа супер ти се забите, така да нема потреба ништо што. Добро, значи си бил, ти како кажа никогаш не си бил, викам никогаш. Али никогаш ни пломба, ништо ми Си немал проблем никогаш? Сум немал проблем со забите. Генетика. Не знам што е тоа, дали е правилно, али Па добри, веројатно ти се грижиш соодветно. Па да, се грижам, да, и од саба или навечер ги мијам забите со четка, понекогаш и правам гаргара, жубуркам со сода бикарбона, јадам премногу јаболка и мислам дека тоа е доволно, зашто некогаш викаат и со јаболка, доколку немаш паста, со јаболка мислам дека може и да се исчистат забите. Така е. Значи, па ти си бил едуциран, затоа немаш проблем. Да, имам дисциплина ја за хигиена и за се, али не сум имал никогаш проблем со забите. Секоја чест. И не знам дали е тоа правилно, што не Тоа е благодет и Како и да е, немаш болка во забите. А и некои луѓе ми викаат, така мисли си ти, деме кога ќе подостареш, вика сите ќе ти паднат. Леле, не мора да значи. Деме како казна дека не си бил. Да, како казна, сега сите ќе. Не, има како тебе, луѓе, така да има такви што има така како мене Има, чудаци, да. така. Ретки се, ама Има. И јас сум била на забар. И одам редовно, меѓутоа сите се мои заби. Нели, некоја пломба Па тоа денес и тоа е успех, На да. мои 5-6 години успех. Супер, да. Од прилика кога еве доктор ќе сега индивидуално е, но се прават, не знам, мостови, други работи за да се комплетираат забите кај оние луѓе кои што ги изгубиле. Која е некоја граница старосна постои? не постои старосна граница, значи важно е секој изгубен заб да се надомести што поскоро, за да се врати тој континуитет на забниот низ, за да може нели да се врати и функцијата и естетиката кај самата индивидуа. Така да граница не постои. Јас сакам да прашам дали има врска здравието, значи во телото со тоа како се одразува на забите. Значи ти како внимаваш на исхраната, на здравието твое, дисциплината. Генерално, да. Генералното здравје, да. Секако да, значи на прво место хигиената, исто така исхраната, храна богата со шекери, знаеме дека предизвикува кариес и заболувања. Да, или природни шекери, на пример, од овоше, Да, може да се тоа во ред, меѓутоа сепак треба да се внимава и на тие киселини од овошјата, бидејќи знаат и тие да прават нели нагризување. Така. Некои Добро, Александр, претпоставуваше меѓу друго да праша како велат некои дека одредени заби се поврзани со дел од внатрешните органи во телото. Демек штета може да наштети на срце, на бубрези, на Па не одредени заби, општо забалото Или, како да, е орган е важен, нели првично со него започнува механичката обработка на храната. А знаеме дека добро извакана храна е предуслов за правилна работа на останатите делови од системот за варење. И како викаат, што јадеш, такво ќе ти биде и здравието и Така, се доаѓа преку устата, едноставно. Така е. Значи полека да се џвака, ако сме многу гладни, џвакаме еднаш, два пати, сега не се ни се случува реално. А таман сакав да ги понудам нашите гости Роберт со производите од пријателите Стокома, како да ги понудам сега. Докторка, ќе ни дозволите? на реклама да кажем. Има тука сладки задоволства, на некој ако му падне шеќер, слободно може да се послужи. И тоа престанав да јадам. Се што е преработено у фабрика, не го пипам, буквално. Автомобил? Тоа е од Повеќе за нас. Да, повеќе за. Ама затоа дома торти. Не, ни торта, ништо. Се што е тоа бидејќи Па дома е правилно, Александар, нели? Да, дома ако пак прави. со тие бои, шекери, некако не знам.
Но, али тоа не е. Добро, порано секој се јаде пред една одлучува за година. себе, да. Пред една година. Веќе година дена не јадам се што е преработено од фабрика. Значи јадам директно од природа, и овоше, зеленчук и многу подобро се осеќам, крвната слика ми е Тоа сигурно нормално. супер, така да мислам побуден сум, повеќе енергија имам, повеќе идеи имам за музика. Ете, веројатно таму идејата и за новата песна, заедно, Да, 100%. што одлично ја најави на социјалните мрежи, те следев на ден 2 по една буква, З, А, односно обратно. Тоа случајно ми дојде, да. Добар маркетинг беше тоа. Случајно ми дојде тој маркетинг и направив, не знам, требаше да идат сите заедно букви една по една, али бевме со мојата девојка Калина на еден евент Аха, добро. и ставивме слики и после ми текна, леле, викам, се Не треба, и тоа го приметив. Да, ама али те па после следат тоа си фановите. доби некоја смисла, така да заедно сме јас Да, и она да. и влеговме во целиот наслов на песната, така Убаво, си убаво. дојде природно. Композитор си ти на песната, Да, колку што комплетен. можев да забележам, комплетен со аранжман, музика, аранжман, текст, продукција на песната, дури и режијата за спотот ја смислив така. Браво. Ми дојде во глава Добро, и уметничка фамилија сте вие, не ти не наслува таа нота. Татко па- ти, сестра ти, така што не ми е чудно искрено. дали таков сум, значи цел живот си замислувам некои работи, сакам да си ги значи правам како сценарио, сцени што ќе се случува и како си го визуализираш целото. И сега после го ставаш нормално напишано да биде. И секогаш ми се случува кога ќе почне снимањето, бидејќи има многу статисти, многу луѓе, многу непредвидени прилики, со време сме лимитирани и ми е драго што испаѓа приближно до тоа што сум го напишал. Значи не може да испадне Идентично, 100% да, точно да, како да. што си го напишал, али приближно секој спотовите испаѓаат така. Супер. Милива, колку на терените има непредвидени ситуации? Сега сте тренер, сте и професор. Во едно интервју изјавивте дека вашата љубов се децата, дека сакате своето знаење да го пренесете на децата, дека тие се нашата иднина. Жал ми што не пусти таа слика. Да, видите, зашто викав дека се извинам. Сакам да работим со децата, затоа што јас почнав да играм ракомет со 14 години. Нас никој не учеше, ќе не става таму на зачеле од колона и учи се сам. А па таква беше, мислам. И затоа мене ми е предизвик да работам со малите деца, да, што ви рекле вајари, да вајам и да од ништо направам нешто. И мислам дека сум на добар пат, благодарение на тоа што имам работено со децата од мали ногу. Јас сега у кадетска имам 7 репрезентативки. Браво. Значи, стварно се трудам да цела своје знање, цела своја љубов према ракометот споделим со нив и успеаваме. Полека успеаваме. Мината година со пионерки бев првак, ова година играв со нив Суперлига. Значи, а реков дека не сакам да бидам тренер у големи лиги, меѓутоа тие се деца 15-16 години и док не станат 18-20, до тогаш, после тога ќе ги предадам на другите. А и данас работим со што ги викам јас со мои полетарци, тоа се девојчиња од 6 до 10 години, меѓутоа кога тренизи ми се поклопуваат со прва екипа, да кажем, тогаш Ива, моја помалата ќерка, и она е ракометарка, она работи со нив. Додуше поише време работи она со нив, затоа што јас не можем, јас сабота ги земам тие тренизи, а она вторник и четврток. Така да имам голема помош од незе. Имаме еднина, имаме деца кои се уште заинтересирани за спорт, само треба да има малце поголемо внимание од општеството. Тоа, значи и вие кога бевте шампиони, целото општество беше, ние бевме деца, знам, Да. па бевме преокупирани со песната Кометал шампионе не, бре. и тоа ни беше хит. Некој од нас и не разбира зашто е песната, туку тоа беше една таква убава еуфорија. Кога ќе слушнеме песната беше празник за сите, за целото општество. Така е. И целата таа енергија што ја насочувава луѓето кон вас, ви даваа повеќе сила да Секогаш, секогаш викавме дека публика и 7 играчи, и сите играчи кога игравме, нели имаме пријателки, у многу екипи што викаат никаде не е таква атмосфера како што е во Кале. Во Кале, да. И стварно е така. Дали комите од една страна, дали публика од друга страна,
Мислим, беше стварно една голема еуфорија. И да губиме и да победуваме, тие луѓе беа уз нас, знаејќи дека ние срцето си го оставаме на терен. Значи, ние дадовме све од себе, беа подобри, душе, за 9 години колку играв у Кометал, јас немам изгубена ни една утакмица. И една година само Ендира беше повреда, јас изгубија ја разлика од Подравка. Значи, за 9 години не се случило, сем последна, да кажем, финале. Каква екипа бевте? Еве сега може, колеги, да ги погледнеме фотографиите, додека зборуваме, неколку во првиот дел одвоивме од тоа време. Сплотени, значи екипот со ништата може да се каже, дури некои завршија со кумство, како вие со Индира Кастратовиќ. Од пријатели фамилија. Од пријатели фамилија. Еве таа екипа. Комуницирате со Да, не иден денес. Па тие што се у Скопје комуницираме. Да, што се овде, да. Да, чак и излегуваме еднаш месечно. Така. Да, и со Дизи. Кај си имате навика, тоа е убаво. Да, со госпоѓа Дизи Костовска, мама наша. Излегуваме, се дружиме. Така, супер. Така и треба да биде, затоа што ве спојуваат убави времиња. Некој нели од вас и остана во тоа, некој сите останати од тие води, едино Мими Чупич. Она не е влезена у тренерски води, а другите сите. Што се останати од Скопје, сите сме у тренерски води влезени. Работиме по клубови, неки се преминира и Гоца, они се у управа на Вардар. Анџела е тренер, јас сум тренер, Елена Златановска Олкалоид е тренер, Андријана е тренер у Скопје, така да Наталија е тренер кај нас у Академија, така да сите сме останати у тие ракометни води. Баш ми е мило и така треба, затоа што од вас да се учи е благослов. Доктор, со какви проблеми најчесто доаѓаат пациентите? Кариесот е тука ќе го споменеме, нели, како едно од најчестите причини, но ете, она што го кажи Александар, дека досега немал проблем, дај Боже, нели, да остане така, колку може да се случи да некој не почувствува има нешто? Како тоа се открива, како тоа се третира? Значи, многу често пациентите може да не чувствуваат ништо или да чувствуваат некоја нелагодност на која што нема да ја придадат многу значење. Па кога ќе дојдат, кога ќе се направи една снимка, да се види дека реално постои проблем. Затоа и кажав дека во контролите што ги препорачуваме на секој 6 месеци, најдобро е покрај визуелниот преглед да се направи и рентген снимка комплетна на сите заби, за да се види нели дали е забалото во комплетно добра состојба или има некаков проблем кој што треба да се санира. Иначе како најголем проблем кај пациентите е болката, нели? Доаѓаат на забар тогаш кога ќе почувствуваат болка. 90%. 90% и повеќе, луѓето, да. Да, или ке некој оток, тогаш веројатно треба да се смири малце местото, да. Состојба, да. Значи тогаш само се укажува прва помош на пациентот, нели, за да се ординира и терапија медикаментозна, за да се смири сето тоа, за да може после да се сработи тоа што треба. Анестезија, некој сака, некој не, се плаши, не се плаши. Сигурно сте имале многу ситуации со луѓе кои што можеби ќе им се слоши за време на некоја интервенција. Како се справувате со тоа? Значи, денес многу често пациентите сакаат со анестезија, без разлика и да е некоја минимална интервенција, самото чувство нели дека имаат анестезија и дека ништо нема да ги боли, некако ги опушта и многу често работиме со анестезија. Сега постојат пациенти како што стравот е преголем и тој може да допринесе при аплицирање на самата анестезија, нели, да му се слоши на самиот пациент една не страшна, меѓутоа драматична слика и за докторот и за самиот пациент. Да. Брзо поминува, меѓутоа нели додека трае така малце стресно за за двајцата, значи и од едната и од другата страна. Па има многу луѓе кои што се плашат и баш заради тоа не одат. Јас лично познавам, значи како најстрашно нешто на свет да име да одат или не знам некој не сака крв да му земаат, се плаши од игли. Да, има. Да, ама сериозно. Ќе погледаш маш 2 метра. Баш така, баш така. Значи не, да, страф од игла е поголем. Така да и во такви ситуации докторите мора да се справуваат, не да Боже па некој да се онесвести на лице место. Па да, се случува и тоа, не многу често, ама се случува. Ќе го оставиш, ќе се поспиш. Сам малце со водичка. Колку се намало границата за разлика од некој што децата имаат проблеми со заби што многу повозрасти од нив ги имале на пример. Зборам за деца од 7, 8, 9 години да се има проблем со забите, порано да не било така.
Значи, можам да кажам дека сега е подобро отколку порано. Порано, навистина, родителите никако се воделе по тоа, млечни заби се ќе му паднат, нели ќе пораснат Сами нови. си го знаат редот, да. Меѓутоа не е баш така, дури млечните заби кај децата знаат толку да искомплицираат, што дури кај возрастен тоа не се случува. И пошто децата се нели пациенти кои што многу ретко соработуваат, најчесто не соработуваат. И затоа секогаш апелираме уште од најрана возраст да се грижат родителите за забите, без разлика што се млечни и што ќе се сменат. Тие имаат одреден временски интервал до кога треба да бидат во устата па да се сменат. Така да им апелираме, значи да им створат навики за грижа на забите, за да не дојде во ситуација кога ќе треба да го носи детето, да речам, на сила на стоматолог, кога ќе дојде до некој оток, болки и кога практично на сила ќе треба да се интервенира кај тоа дете. Така да кај нив тогаш се јавува тој страв и тоа веќе останува како траума понатака во животот. Да. Добро, ние така во Македонија си имаме, ако не јадеш ќе дојде полицајецот, ако не ќе баба Рога порано беше се. Старо купуеме и уште некој друг. И за беле ќе помине тој сумот. Старо купуеме. А тие дознав дека уствари учат да викаат на диафрагма. Тоа е цела техника, они учат од своите дедовци. Види, ова не сум и го од татковци. Они цел ден викаат на диафрагма. Они учат како, не знам, опера кој што се учи, они ја учат истата техника. И затоа и малце така како во маска звучи. Стара, знаеш. Он уствари тоа го вика на. Слушај, а има па мангупи се снимаат и го пуштаат. Сега веќе се разгалија, веќе ти го пушта на звучник. Електронска фора. И онда од 10 секунди сториченици не ги разбираш што кажа. Да, ова е добра информација. Да, многу интересно. Ја кога дознав онока викам, да, уствари така звучи стварно. Да не ви треба во опера и балет некој така. Може некој да прима, зашто да не? Талентирани се. Ти си таму, така? Да. Верувам дека презадоволен до она што го имаш како можеш да го работиш и дека си на вистинското место Јас претпоставам. работам некои 4-5 работи поврзани со музика и пресреќен сум, зашто го работам тоа што го сакам и комплетно сум посветен на тоа како созревам се повеќе и повеќе навлегувам во музиката. И супер, мислам, кога нешто сакаш и го работиш е многу добро. Најдоброто. Ги спомнавме дечињата, оние со кои што работите. Бидејќи сега успехот на Кометал Ѓорче Петров е тука. Тој е немидовен, запишан е со, како велат, со златни букви во историјата на македонскиот ракомет. Дали сепак, освен тој талент што го имаме, треба некој како тогаш Трифун на времето за да се повтори некој таков успех? Дали парите сепак се имат многу поголемо влијание? Види, Вардар женска екипа имаше многу поголеми пари него ние у Кометал тогаш. Да, тоа да. Па не направи. За жал да, ништо. Значи не направи ништо. Значи не се секогаш парите во прашање. Да, парите се факт. Добри услови треба. Ја со Ичка се многу пати смеевме, вика Индира како сега кога е Вардар, мислам не играме ние, нели, нашето време заминало. Точно. Меѓутоа, ние створивме име, створивме репутација и после тоа, благодарение на нас, ракометарки може да го земат поголема сума на пари. Вардар имаше можда 5 или 10 пати појак буџет од нас, доспеа до финали, али не го зема. Значи, фалеше некоја хеми, нешто фалеше. Имаше нешто што недостасуваше, да. Имаше нешто што недостасуваше, али ја мислим дека они нема оно што имавме ние. Пријателство, другарство, фамилија. Или ние бевме фамилија. Добро, и повеќе време бевте заедно и повеќе време игравте заедно и многу подобро се познавате лично да кажеме, да. Јас и Индира се знаеме уште од, кажем, бивша Југославија. Заедно игравме во Вождовац. Заедно, јас сум пред неј застанав репрезентатика, заедно бевме кандидати за Барселона, не отидовме за жал на Олимпијада, ставија ембарго, не прати од авион. Јас 93-та доаѓам у Македонија, Индира доаѓа 94-та, од 95-та сме заедно у Кометал, од 96-та кумството, нели, и то многу работи се случија. Дати на венчавање и дати на свадба ги одредувавме спрема календар на репрезентација и Кометал. Индира ќе отвори и каже, ова е слободен ден, регистрација. Така беше. Утре дента со репрезентација за Бугарија. Сета тука сме сите од Кометал, кума може. Венчање утре дента на припреми со Кометал. Све беше подредено на тоа.
Браво, да. Леле, баш колку би било убаво на вистина вака кога ве Многу, слушам. и стварно, мислим, нас две долг пат бевме, за додуша и Гоца беше со нас, али нас две, од Вождовац, од југословенска репрезентација до македонска репрезентација, до врх на Европа, што вика со Кометал, тоа се другарство и пријателјства кои Кој ќе трае. ден Живот, трајат. живот. И ова кошуле ми од нејзе ми ја донесе од Америка. Одличен избор на Поздрав правило. до Резе, поздрав голе до Резе. Така, добивте признание за достигнување во спортот. 22 спортисти, мислам, оваа година го добија Да. тоа признание, заслужено. Нормално. Според мене и вие и други кои што бевте дел од таа екипа, сигурно значат тие работи, нели? Убаво ви доаѓа кога некој ќе го признае тоа. Кога дознавме дека добиваме, па уште не мислим, пошто нама ни со години беше ветувано ќе направиме. Благодарение на министерот Борко Ристовски, он рече, прво што ќе направам кога ќе стане министер, ќе го направам тоа. И многите вика, да, ради играчите, не вика, за девојките од Кометал што беа заборавени со години. И верувајте, кога стигна поканата и свето, кога дојдовме пред влада, толку бевме возбудени како и дента кога ја освоивме Лига шампиона. Стварно мислам. Да, некој конечно го вреднува оно што ние го направивме пред 23 години. Знаете колку беше тешко. Ние не игравме само против играчи. Ние моравме да играме и против судиите. Да. Пошто многу тешко. Кој е еден Ѓорче од Скопје да се спостави на велесили као што беа екипи од Маѓарска, од Австрија, од Германија, од Данска, од Норвешка. 97 кога бевме на светско, ние едина бевме екипа што тепавме Данска. Значи Данска немаше, бевме аутсайдери, они нас убаво не подценија, ние немавме што да изгубиме. И дадовте се и дадовме максимум и ги добивме едина екипа. Без притисок. Значи, без притисок. И стварно, толку имавме желба да направиме нешто за овој народ, за нашиот клуб, да кажем, за оваа држава, пошто ние све свое приватно време го посветивме на тоа. Јас до 35 години док не се откажав од раковите и други, ми немавме наш приватен живот. Све беше подредено на успесите што сакаме да ги оствариме. Затоа сте ги оствариле. Знаеш исто како е Тоа тоа. имавме една, види, ние како држава имавме една многу лоша година 2001 зад нас. Да, и Значи, ние она што се случи со Кометал беше како Така, Нели, така. војната значи не се мирите национална победа. Значи не беше битно да си од Скопје. Значи се радуваа сите во Македонија, дали е Битола, Априле, значи луѓе ни се јавува бара карти, ја викам Да. нема више. Пријатели што успеевме да купиме, ама и тие што им купивме не влегоа. Ба нема кога нема кај да се седне. Внатре, затоа што не знам што се случило, дупликар, како се појавило. Доста луѓе со карти остана надвор, али среќа имаше нели на плоштад. Имаше, да. Тоа големо и таму беше поубаво него внатре беше неиздржливо. Да, тоа бе. Пошто ни air-condition ништо нема таму. да, беше. Тогаш секој кај можеше се сноѓаше за да Знаете го само што е гледа среќа тоа. што не се пушеше више у Славила. Точно. Да. Иначе порано, уште го ке запалат сите од трибини, тоа беше катастрофа. И во авион се пушело цигари. Да, да. Или да после лева страна пуши, десна не. Така. Авион, автобус, све, Да, да. Најнормално си било. За жал. Александар, ајде малку за Битола, за кабарето да позборуваме нешто дефинитивно поразлично од другите градови доаѓаат таму, ние во Скопје не знам дали нула е добра бројка да кажам за ноќен живот, под нулата сме сега. Добро, полека се пред некој ден бев изгледен, знам, Тамара на роден ден бев. Ама пак било приватно. Да, Нешто сакам приватно, да ама кажам. после Како било видов во низ Скопје градов сега? дека почнуваат веќе да зборам да се забавуваат како што се забавуваат во други држави, полека, мислам, се уште не е. Ајде, дај Боже. Али тоа така е, ќе видят дека еден локал добро работи, другите локали ќе почнат да го копираат, па и они ќе направат добра забава. И после тоа станува глобално и така настанува ноќниот живот да се крева на некој ниво. Али еве конкретно за Битола, мислам дека има луѓе кои што следеле кабариња и во целиот свет и ќе дојдат и викаат вакво нешто немаме видено до сега. Браво, баш ми е мило. Да, искрено и многу пари се уложени за сето тоа да се реализира. Многу е
случајно, спонтано, не знам како да кажам, сами си се наредија коцките, да се споиме таква екипа, сите професионалци во својата работа и да се трпиме, да се сакаме, да видиме како една фамилија, како што кажавте и вие. Мора да има почит, мора да има ред за нешто да функционира. Тоа редот ни е неминовен таму и почита, се сакаме, се дружиме. Еве, јас сега претходниот месец заради мајските оперски вечери отсуствував и мене почнува да ми фали. Отсуствуваш ти 3-4 недели и почнува да ти фали тоа веќе, зашто 4 години сме таму. И знаеш, човек на се навикнува. Па нормално, да, нормално. Тешко е, порадиш од другите што си го работел претходно. Дали е потешко, поинакво? Захтевно е, да, зашто се работи до 3 на полнок. И сега, знаеш, на почетокот кога ми кажаа викенди ќе се работи, си викаш, па јас нема да имам слободен викенд, па се враќаш во недела и така ги гледаш луѓе во парк срекни, сонце, си шетаат кучиња, ти оваков ги гледаш и си викаш, јас идам да спијам, па некогаш и си одморен, али не е тоа, знаеш. Али се си има своја цена, некој ќе рече, а ти си пееш, ти гаеле, си уживате, вие си играте, си пеете, а дојди извади го од дома, нека пее до рани утрински часови. Така да се си има своја цена, али пак ја кажам, доколку нешто си го сакаш, не го осеќаш како напор, туку како задоволство. Добро е што сме голема екипа, танчери, балетани, балерини, кореографи, костимографи, се тоа луѓе од уметноста и со такви луѓе, мислам, со секакви луѓе јас можам да комуницирам и да функционирам, али интересно ни е. Супер. Тоа е многу важно. Тоа е многу битно, тоа збориме, да немавме вака да се забавуваме, да се дружиме. Со интересно се си кажал. Чим ви интересно? Така, тоа е тоа, да. Нема оправдување. И тоа и се осеќа и се чувствува и на сцената, излагаме ведри, насмејани, никој не нам ќорез да излезе па нешто да или да зева. Или да зева, знаеш. Кога ќе излеземе сите со цела кореографија, зашто не пееме само таму и глумиме и затоа кажав, многу е поинако од она што... Да, и тоа веќе штом 4 години се уште не држи истата возбуда, истата позитивна трема, значи супер функционира. А и луѓе мои пријатели кои што дошле викаат до сега вако вид на забава и толку добро не сме си поминали. Тука во државата. Баш ми е мило што слушам. Така да ги канам сите што не биле да не посетат во Голд Фелиција и да уживаат. Треба да организираме, Роберт, ние тука. Па ние се договаравме, дали па ќе видиме, да. Ама никако, ама ќе дојдеме. Да, и мене така има некои другари ми кажат ќе дојдеме, 4 години не дошле. Знаеш колку ни е тешко нас, ние легнуваме рано, не е тешко. Значи различен биоритм од вас. Добро, да не камаре во вторник, оставаме за емисија. Само одиме, така се прави. Влегуваш во кола за неполни 2 сати. Така е нормално. Не е Канада, Македонија. Да, а и Битола како град е, мислам, луѓето се многу топли, сите знаат да си направат добар муабет, да се нашалат, да се насмеат, ведри луѓе, така да... Точно. Тука си во право. Правиме многу кратка пауза, време за реклами, за 10 на 15 минути се враќаме назад во студио.